Силна победа на ВМРО ДПМНЕ со коалицијските партнери и шокантен и депримирачки пораз на СДСМ е епилогот од вчерашните претседателски и парламентарни избори, како на ниво на држава, така и во општина Кочани и регионот. Дебаклот на довчерашната владеачка партија е толку тежок што некогашниот бастион на СДСМ ќе нема свој пратеник во Собранието на Република Македонија од Кочани, бидејќи се освоени само 4 мандати. Затоа пак во тројката покрај ВМРО ДПМНЕ со 14 мандати во пратеничките столчиња ќе седнат и по еден од знамји од левица, но за жал ниту во едната ниту во другата партија нема пратеник од Кочани. Тоа значи дека општината во парламентот ќе представува само старо новиот пратеник од ВМРО ДПМНЕ Миле Левков. Инаку разликата во освоените гласови по избирачките места и општини се движи помеѓу 2 и 3 спрема 1, а некаде и повеќе. Гордана Селјановска Давкова освои 11.855 наспроти Стево Пендаровски 4.515 гласови. На парламентарните избори ВМРО ДПМНЕ и Твоја Македонија освоија 9.760, а СДСМ за Европска иднина 3.689 гласа. Во Виница на парламентарните ВМРО ДПМНЕ освои 5.513, а СДСМ 1.670 гласа. Гордана Селјановска Давкова освои 6.416, а Стево Пендаровски 2.097. Во Зрновци на парламентарните ВМРО ДПМНЕ освои 1.077, а СДСМ 272 гласа. Гордана Селјановска Давкова 980, Стево Пендаровски 279 гласа. Иво Тишиново Облишево на парламентарните избори гласа 2147 за ВМРО ДПМНЕ, 606 за СДСМ со коалицијата. Во оваа општина Гордана Селјановска Давкова освои 2431, Стево Пендаровски 727 гласа.